Колега, колку викавте, мислите ако викате, ако зборувате со повисоки децибели, народот ќе ви поверува. Абе нема, факти се овие, бројки се. Дневно 1,1 милион евра за електрична енергија. Бројка е, не може не да викате, колку сакате викајте. Не може тоа да се скрие. Мислите дека народот ќе ви поверува ако повеќе ги крените децибелите на говорот? Нема да ви поверува. Оно што јас го кажував, не беа мои измислени бројки. Еве нека види јавноста. Ова е извадок од извештајот на регулаторната комисија за енергетика. Ништо јас не измислувам, ништо не зборувам напамет. Бројката што ја кажав е за фотоволтаиците, фотоелектраните, фотоелектрични централи, не за сите обновливи енергија, затоа најверојатно се збунивте. Иначе дали ми е срам? Абе ич не ми е срам. Ич не ми е срам, колега. Не знам таму што зборувавте за минатото 10, 20, 30 мегавати кој делел, нека си одговара. Јас зборувам за сегашност. Вие треба да се срамите. Вие браните директори кои што нема фирма која што не ја рекетираја. Вие браните директори кои што 60 милиони евра во 4 очи ги поминаа тендерите. Вие браните директори и министри кои што ги дават тендерите за ископ на јаглен на фирми тогаш формирани. Не постојат нивните седиште никаде во Скопје, новинарите ги барат, не можат да ги најдат. Вие треба да се срамите како пратеници што браните. Ич не се срамиме ние, да ви кажам. Вие треба да се срамите бидејќи Ковачевски и кумоти основале Pixel Group 5 месеци од кога СДСМ направи влада. 4 исплати од фондот за иновации в купна вредност 4.324.363 денари или 70,314 евра. Државна помош 8 исплати во вредност од 27.262.082. 443.285 евра. 200.000 евра помош на само 2 дена од кога Ковачевски е избран на седница во Централниот одбор на СДСМ за мандатар. Од ова треба да се срамите. Зато поарно кој ќе се зборува на ваква тема, ќутете си, седете си, ич не се јавувајте. Вие треба да се срамите, а не ние. Ја доведовте државата на пропаст. И еве само да кажам прв пат нешто за јавноста, кога прв пат почна постапка за набавка на јаглен, се објавува јавната набавка и некоја фирма случајно неконтролирана упаѓа и нуди цена упола од таа што е дадена. Знаете што се случи? Веднаш тендерот се растури. Абе ништо не може пиле да прелета доколку не биде овде рекетирано. Го знаете то? Дали излегвате вака од седиштата на како пратеници да го видите тоа? И го штитите тоа? Аз треба да ви е срама, не нас.